Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 492-то издание на емисијата Дансе Макабре. Традиционално посветено по едно издание на Дансе Макабре на домашната сцена, односно под етикетата именувано како раритет. 10-та епизода под овој серијал, посветена конкретно на новите остварувања кои што може да ги слушнете од домашната музичка сцена. А денес ќе се обидам да рецензирам 4 актуелни албумски остварувања во рамки на јубилејното 10-то издание на серијалот на емисии кои ги насловив раритет, посветени исклучиво на препознавање пред се на квалитетите на домашната музичка сцена, што значи дека во изминатите години, заклучно со оваа емисија, ќе слушнете вкупно рецензии на 40 албуми. Концептот на оваа едиција на издание е наменет за жанровско амалгамирање на најразлични музички правци во едно издание, односно овој пат на мени имаме еден рок-н-рол бенд со dark wave тенденции, треш метал со black metal демагогија, бум-бап хип-хоп солистички албум и едно навраќање на сјајниот synthwave звук од 80-тите години, но низ призмата на домашниот јазик и реализирано од денешна перспектива. Што значи дека сите изданија доаѓаат од натрешност на државата, што па не води до заклучокот дека музиката се создава насекаде, која и тоа како заслужува да биде коментирана и пред се слушана и почитувана. Целта на раритет е да се обрне внимание, макар и да е тоа за кратко, додека пребарувате по вашиот таймлайн за некакви незначајни политички преписки и глупави мемиња, барем за еден миг ќе ве да ве заинтригира пред се да слушнете што имаат создадено овие значајни домашни артисти кои создаваат невидливи светови и му овозможуваат пред се на секој слушател да спроведе незаборавни емоционални прошетки во артистичките долини на овие градители на ноти. Така што повелете во новото издание именувано како раритет број 10, кој го започнавме со композицијата Ангели демони, по која што следуваше Колк и Нем, односно тоа се 3 композиции на бендот Вел и кои се наоѓаат на нивното деби остварување Црнило, од кои што во продолжение ќе слушнеме одличната Паразит и потоа ќе следува Бот, пред да преминам да ви ги потенцирам квалитетите кои што ги поседува деби остварувањето на Вел. Дансе Макабре е емисија во која 13 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерието, зависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Секој издание е на мало победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната музика до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 492 пат. Јас сум Златко Ѓелески, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 492 издание, именувано како раритет број 10, односно специализирано издание посветено на домашната музичка сцена, а изданието пред се го започнавме со бендот Вел и композициите кои што се наоѓаат на нивното студиско издание Црнило, бенд кој што е оформен 2019 година во Битола и првиот студиски албум го снимаат во студиото Омни, односно студио на самиот Тапанар, кој албум кој го издаваат на 3 август оваа година. Бендот го сочинуваат Томе Спасовски на бас и вокал, односно еден од неколкуте членови кои што членуваат и во бендот The Government, потоа Златко Никодиновски, кој што гитара, вокал и работи на аранжманите, односно член на исто така на The Government и Ата. Сашо Ристевски, Тапани, тој го работи и самиот микс и мастер, и во бендот членуваат и Денис Алитовски, односно тоа е клавиатуристот, и Александар Гулевски, кој што е гитарист, кој што има членувано во Процес Санс и Фреш. Имаат свирено, ако не се лажам, на Битола отворен град, и станува збор за интригантна комбинаторика на
постпанк, dark wave, рок-н-рол од 90-тите, односно своевидни наследници на музичката оставнина на Мизар и Архангел. Употребата на стилизираната лирика, односно архаизмите и кршењето на речта на овој бенд му даваат уникатен пристап во продорот до душевниот мрак кој го разработуваат и пред се стигмите кои што навираат на секаде, нудејќи еден можеби херметичен пристап во создавањето на нивниот уметнички вербализиран израз. Битолските авторски бендови треба да се соверат дефинитивно на едно место и да прават, ако ништо друго, секоја недела свирки во градот, во Валив, например, или во некое си друго место кое што е расположено за музиката на овие авторски бендови или некој во културните домови и простори, макар и да е симфониски концертот, со оглед на тоа што мора да се свири, бидејќи ретко кога има толку креативни музичари кои што доаѓаат од еден град, конкретно кои што издаваат дела кои публиката заслужува да ги слушне. Значи, ова се однесува и на Вел, и на Мизантроп, и на Лусент. Обвивката е работена од страна на Златко Никодиновски, кој што е задолжен за визуелниот концепт пред се на бендот, што значи дека на самата обвивка ќе забележиме игра со сенка на човечка глава која е превртена врз црвена позадина, значи се игра на црвената комбинаторика, односно везилката, наликувајќи на пред се, наликувајќи на омоти на алтернативните бендови од 90-тите години, барем јас тој впечаток го добив. Првата композиција е Ангели и демони, која што започнува со мрачно ехо од пијано и шепот, пред да се наметне вокалот и отпочне френетичниот риф, кој се продира како мелодија од оро, пред да се разложи во строфите и истакне пијаното, кон самиот епилог дури се разлее ритам секцијата. Лично измачување со грешни мисли забележуваме низ тунелот на мракта, како што се напоменува, кај што навираат ангелите и демоните, односно од самата прва композиција забележуваме строфи без рефрен, поема збогатена со архаизми, односно тоа се начела кои што ќе бидат препознаени за артистичкиот пристап кој што го има Вел во нивните творби. Втората композиција е Вини, каде што одекнува мрачниот амбиент повторно со пијано, со дополнително ехо на Колозов од македонски народни приказни, со одмерен ритам и акустика во премини доста во освива ксилофоничност, така да наречеме, при изборот на тонот, пред да се разлее во една ориентална инструментална мелодична мантра. Во контекст на лириката, што било поминало, што ќе дојде, ќе помине. Тоа така напоменува самиот семпл, потенцирајќи ја минливоста всушност и на времето и на животниот век, потенцирајќи ка заречен дека за последен пат да потоне се во заборав, значи тоа се контекстите на збогување со светот, значи потонување и на самата светлост и на мракот, односно се да исчезне со оглед на тоа што се што се има создадено и треба да се уништи во тој циклус кој што нема собствен крај. Колку е третата композиција, Сајзерот почнува милозвучно, кој е засечен со торжествен тапан, како што можете да слушнете, и клинна гитара, за да осамне пијаното заедно со тапанот во една думерска форма, рамномерно отпеан стих, на крај, иако се нагласува самиот риф. Се потенцира од лаги до мир, додека субјектот бил гневен пред да осамне, односно молк ќе скрши колк што крепел тешко минато, потенцира еден од стиховите, поигрувајќи си и со внатрешната рима, меѓутоа поигрувајќи си и со премолчувањето на сите тие тајни кои што натежнале од минатото и го измачуваат субјектот. Четвртата композиција е Војна, започнува со марширање тапан пред да одекне рифот, меланхолично пијано ја стивнува за рифот и тапанот да експлодираат во мелодични лидови наместо во соло, за да заврши се повторно со марш. Во лириката се потенцира заслуга на војна, мора да го крие срамот во себе,
под закана на страв кој сили, односно се потенцира за навирањето на стравот како еден од тие именители во изведувањето на мотивите на војната, кој што го демне секој војник со пушка. Петата композиција која што може да ја слушнете е Паразит, односно Dark Waverska, започнува со риф и постпанк ритам, како калт да ги свират 69 Eyes, односно нагласен бас забележуваме во стиховите, музички највпечатливо за мене, кај што едногласие има во епилогот, налик Брендон Ли, само што е комбинаториката помеѓу бас и пијано. Се потенцира за паразитирање под велот со ефект на искажаното бело и ситнење на души со прекрасниот стих «Штом во памет плевел никне», кој што многу мина треба да си го повторат во себе за да забележат зошто всушност во нивната мисла е обиколена од плевел. Така што прекрасна композиција, една од моите најомилени во самиот албум, така што во контекст на самата лирика може тука да забележите дека се поигрува со преносната смисла и со внатрешни рими се поигрува со стилските фигури, меѓутоа се задржува една енигматичност и недофатливост која што е воочлива во творбите на Вел, меѓутоа таа мистика и тоа како е привлечна за преслушување и барање на некои си нови слоеви на значења. Бот е шестата композиција, пијаното отпочнува пред да се излезе експлозивниот Мореловски, ајде така да го наречам риф, со едно мелодично пијано под рифот во строфите. Рифот е константен и репетитивен, да сведочи за машинизацијата и во во финиш осамнува елегичното пијано, значи станува еден репетитивен мотив кој што се повторува кај бендот. Се потенцира за нов век на роботи со бескрилни души, односно робови роботи, кои немаат ни сон за слобода, односно ни се прикажува една дистопија на обесчовечувањето која што ни е на дофат. Семата композиција е нем, пијаното е отпочнува од далечина пред да забележиме псајкобилие ритмика, која се развива во интерполовска композиција малтене, нема смрт на милости при бистра сила, која не знаеме како да ја земеме, потенцирајќи дека треба да се слушне собствениот глас, односно под немоста се бара собствениот јас. Јама е осмата композиција, односно собственото јас. Јама е осмата композиција, започнува со инструменти во полн ек, во духот на претходната творба, со промена на самиот ритам во манир како што Франц Фердинанд тоа умеат да го направат, финиширајќи во заемно спроведување на рифот во континуитет, делејќи на слогови и разлекувајќи напев за јамата на усните вокалот во оваа композиција. Девета композиција е не. Вокалот го напоменува насловот на ова дело пред да се стивне гитарата и нагласи басот, една мизаровска композиција, односно реферирајќи некакви си сентименти од 90-тите рок-н-рол препознатливи белези кај нашата сцена, збор врие од молкот и напаѓа во судир помеѓу не и знам се потенцира во оваа композиција, така што се реконтекстуализира значењето всушност на ова неотповикливо не, односно одбивањето. Незалезна е десетата и последна композиција. Сајзерија започнува надополнет со одмерен ритам, зад кулисна представа на безсовесни луѓе без дух во очекување на падот на тврдината, односно исилена библичност за светлината која е воочлива кон самиот епилог на ова дело. 44 минути трае изданието, што е сосема прописно за едно LP издание. Убаво е да имаше некое гитарско соло или па соло на пијано, за да се забележи дополнително индивидуализмот, иако елегичноста на пијаното, односно меланхоличниот призвук и тоа како е добре дојден во овој бенд, но ме радува кога и басот и пијаното имаат своја нагласена примена, заради тоа што најчесто од други бендови само се искористени како придружни инструменти. Колку и да се криптични, што во многу мала мера некои би го оправдале во нивното ковање на збороредот, во
мигови енигматичноста делува за мене примамливо, но во некои мигови е само лексичка играчка, која што ја губи, се дистанцира од самиот слушател. Се разбира од тие што сакаат на прва топка се да им биде сервирано, а другите кои што имаат желба и мотив за истражување по коренито, дефинитивно бендот ќе им биде провокација. Пред се, сепак за мој вкус од оваа битолска сцена Лусен ми се најомилени од поновата музичка историја, иако се од сосема поразличен идеолошки и духовен ков, баш поради тоа и мене ми се допаѓаат Лусен поради нивните погледи и призми кои што ги реализираат во музиката, фигурираат како бенд кој би им бил померка можеби повеќе на љубителите на мизари и останатите домашни дарквев бендови, иако би сакал да слушнам поголема слобода во солистичките пристапи, посебно со оглед на тоа што веќе имаме две гитари во овој бенд, кои што верувам дека знаат да си ја работат својата работа, тоа може да се забележи од самите рифови, зошто и да не се даде дополнително некоја си слобода во контекст на лидови сола и да се охрабрат и другите инструменти пред се да ги збогатат композициите на поинвентивен солистички начин. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, именно остануваме се уште во Битола, меѓутоа одиме на екстремната страна на мракот, односно ги слушаме Мизантроп, конкретно ќе направиме вовет од композицијата The Secret Between the Shadow and the Soul и потоа ќе слушнеме The Middle Ages, Temple of the Dark Light и The Rise of the Divinity. Потоа се враќам во етер да ви говорам за албумското издание на Мизантроп. Уживајте. Вие слушате Радио Каон 103, емисијата Дансе Макабре, 492 издание, именувано како раритет број 10, односно преглед и анализа на 4 албуми од домашната музичка продукција. Овој албум можеби е најсвежиот за кој што ќе ви говорам денес, односно станува збор за албумот Temple of the Dark Light на бендот Мизантроп. Станува збор за треш метал бендот Битола, кој активно настапува од 2017 година, ако не се лажам, до ден денес, а оформени се 2016 година. Членуваат во бендот Антон Китос како вокал и гитара, Андреј Петровски како гитарист, Бојан Анакиевски како тапанар и Стефан Гуровски е басистот на бендот. Бенд кој што започна како пред се кавер група на Мегадет и Креатор и многу ме радува што до ден денес инкорпорираат песни од великаните на нивните свирки, што е убаво освежување на сетот кое пред се ја сплотува публиката поради тоа што растеле тие со овие нивни музички херои. Учеле од најдобрите и ги применуваат техниките од авторските дела во кои говорат за геноцид на црквата и христијанството во средниот век, како и нуклеарната катастрофа во Припијат, односно за лошите одлуки кои се донесени во човештвото кога доаѓа до злоупотреба на моќ од страна на политичарите и властодржците, односно креаторски однос кон властодржците и мегадетовски однос кон политичката елита. Меѓутоа, ме радува што имаат над 10 свирки за себе и тоа како се имаат уходано во живо еден на друг и убавината во овој бенд е што секојаш кога сум ги гледал во живо многу подобро звучат отколку на снимка, затоа што го имаат трзајот и имаат енергијата која треба да ја поседува еден пред се млад бенд кој што и тоа како знае да ги владее инструментите кои што ги има земено во својата рака. Слободно можам да кажем дека ова е нивниот pleasure to kill, само што ја има рапавата продукција која е подназадена за денешни услови, посебно поглед на пишувањето на тапаните, ама за да сепак се надевам дека за наредниот албум ќе може да ги уживаат пред се сите подобности кои ги нудат најдобрите студија и односно технологијата, затоа што ова сурова енергија треба да експлодира и на
самото снимено издание. Би ме интересирало, љубопитен сум да слушам како би звучеле на македонски. Претходно имаат издадено демо со 3 песни од 2019 година, кои пред се завршуваат на албумот кој што го објавија минатиот викенд. Ретка можност е да се објави албум од македонски метал бенд во текот на годината, така што не знаете колка радост ми представува што можам да проговорам за изданието во оваа емисија. Поглед на самата обивка имаме black metalска пред се, black metalски кавер со поставен одред на бистина свештеници со ќулавки, со факери во рацете, кои што се распределени во еден ходник во мрачна катедрала. Ме подсетува на старите времења на обивките на Димо Боргер. Меѓутоа, тој сплет на треш метал и блек метал, кои што елементи кои ги позајмуваат од двата правци, што на музички, што на визуелен план. Албумот го започнува sa Eculum Obscurum, односно композиција која што го отворена од Сайзер со осцилациони еха на звукот, мистичен одек надополнет со елегична акустика, како едно долго интро да влеземе во самиот албум. The Middle Ages е втората композиција, која што започнува со прелесни тапани и жестоки отрези на гитара, по кои се препознаени членовите, односно гитаристите на овој бенд, кој што блика со по некој бласт и некое мелодично соло по првиот рефрен, соло по вториот рефрен, пред да се издвои рифот и финишира со трето соло. Така што воопшто не се овие гитаристи дефицитарни на нивните солистички изливи во текот на една композиција, не баредва и чекаат да ги добијат своите 15 на секунди. Крстосници кои шират терор на земјата се опеани во оваа творба, односно најголемите лажговци кои не носат просветление, туку агонија за широките маси и го уназадуваат пред се човештвото. Третата композиција е Реактор 4, односно риф наспроти галопирање на самиот инструментариум на бендот. Имаме наизменичен почеток пред да започне нов вратокршачки риф во оваа композиција со по некоја флашулетка, пред да експлодира солото и се наметне опасниот шрапнелски трзај по кој што се препознаени со второ соло во самиот епилог. Чернобилска композиција во која се опева ставањето на илјадници луѓе во гроб во 1186 година поради небрижноста на раководителите со хидроцентралата, односно со нуклеарната централа во Припјат. Четврта композиција, Temple of the Dark Light, мелодични блекерски рифови забележуваме, засечени од треш рифови кецови, експлодира соло по првиот рефрен и мелодично по вториот. Простор за бенгање на дупла папуча секако дека има, со тейпинг на гитара за да се добие оргулски ефекти и блекерска химничност од самиот почеток. Кон епилогот скапува мозокот, се говори со сенки, односно се расширува шизофренија со суицидални тенденции пред навирање на сеќавањата од убивањата на сите. Забранета струја и наука, односно прогресот на општеството, кај што владе црквата се потенцира во самата лирика. Албумот, условно кажано, е засечен од страна на кратките акустични интервенции, односно самите интермеца насред албумот. Едно од нив можете да слушнете, тоа е The Secret Between the Shallow and the Soul. Овие се и одлични решенија заради тоа што се дава простор да се вдише, односно да се направи една амплитуда, флуктуација на течењето на албумот, каде што тоа бранување дозволува повторно да се подигне атмосферата, односно акустична елегија, приспивна тајна едно интермецо, како што беше, например, Thinking About на Санаториум на времето. Ако не се лажам, првата третина од албумот го одвојува оваа композиција, за после неа да експлодира со The Rise of the Divinity, со мелодичен риф и бластови по самите строфи, за да
спласне еден риф од Seasons of the Abyss фазонот на Slayer со едно бликнување на мелодично соло пред да се разложи акордот како во слеерска композиција, раѓање на нечестивиот од пламен од кралството на мртвите, но болно масакрирање на души се напоменува во ова битие кое што се изродува во композицијата. Седмата е Revolution, односно блекерски трзај кој експлодира во кецови со мелодични лидови, предуслов на риф да се излее првото соло по самиот рефрен и да се фатат терци, како и слушне дупла помеѓу солото низ чинелите, што остава простор и за едно милозвучно второ соло кон самиот крај, во каков свет живееме, само за да уништиме, односно обесчовечени на работ на разумот, приказ за бездушниот свет во кој што присуствуваме, во кој се живее во едно модерно безредие, склони исклучиво само за профит. Осмата композиција е Betrayer, односно You Can't Deny, како што ви рекле креатор. Започнува со мелодичен лид на гитара и плавната ритам секција со промена на риф во рефренот пред да се разлее едно сврзувачко соло со арпеджија за да осамне басот со сопствено соло и врати со успорен ритам во брановидна композиција пред да биде воздигнато со шрапнел од гитара кондензирајќи премногу премени кои не знам колку се комплементарни пред трилинг на крајот во еден своевиден фейдаут. Во композицијата се потенцира крај на проблемите дека се надоближува пред се за предавникот, предизвикувајќи проблеми за сите, за кои не му е воопшто грижа во свет со машини за правење на пари, да им посакаме куршуми на сите предавници на вредностите кои парите ги ставаат на пиедестал. Age of Enlightenment е девета композиција, клинна гитара, уште едно интермецо на самиот албум кој завршува средиштето на албумот и најавува надоаѓачкиот епилог. Убаво одвојувачко, но и сврзно ткиво се пред се овие творби за да се образува една брановидност на албумот. Десета композиција When the Song of the Birds Fades, бластовска творба со премини колку ви душа сака, солата по рефренот се надополнуваат, пред едно надоаѓачко финале во епилогот, излегуваат луѓе од дувките со потреба од водство, тирада за реваншизам и пресметки кои водат во смрт и потоа во пекол. Spiritual Distraction, 11-та композиција за епилогот, има едно фатално рифиште, проследено со бластови, загризувајќи во блекерската провениенција, односно блектреш, пред да биде засечено по рефренот и да се развие на гитарска мелодија со извиците и пред да потонеме во елегичниот клин. Значи имаме злобни духови кои што пред се навираат во ноќта како комплетирање на ова албумско остварување од 49 минути, комплетно издание, исполнето со изобилие на музика. Ако Conspiracy се скопска металика, тогаш Мизантроп се битолскиот креатор од младите бендови. Односно, ако велија слават црковноста, Мизантроп се од другиот тавор на битолските бендови кои го коват злобното чино дејство на црквата врз населението, воопшто не се дефицитарни на сола за разлика од Вел, ама убаво би било да се пофренетични, односно повеќе Кери Кинговски покрај постоечките на Ханеман или па да се надополнуваат едно со друго, да има дистинкција помеѓу нив. Знам дека тие си ги знаат од која скала влегуваат и излегуваат додека ги свират, меѓутоа убаво е за да се разликуваат во секоја песна и да можат воопшто песните да се распознаат не само по рифовите, туку и по нив. Многу сакам експериментирање во Black Trash фасон, искористувајќи агресија и милозвучност на оваа симбиоза и сакам да продолжа понатаму во ова амалгамирање и истражување, затоа што за еден треш метал е погубно ако истиот албум се снима по 100 пати. Што мене искрено ме вади од кожа кај самиот жанр, затоа што има изобилие на мрзеливи, медиокритетни и неподобни музичари кои имаат најдена удобна формула од комфорт зоната и си роварат таму, а трешерите кои не сакаат музичка надоградба си чмаат во овие албумски репликанти на самите себе, кои што
ги добиваат од страна на бендовите. Да се надеваме дека Мизантроп нема да тапкаат во место, туку ќе си се надоградат и како музичари и како композитори, да ги негуваат препознатливите гневни пориви и не само да пресликуваат тоа што креатори и Мегадет снимиле пред 20 години. Имаме слушано што можат тие. Ајде да слушнеме што друго можат Мизантроп по ова нивно солидно издание со можност за подобра продукција на инструментите, ако може да се долови и агресијата на свирење во живо и на албумот, барем делумно во комплетно збогатен студио со сите погодности и поволности кои што треба да ги има. Јас сум љубител на се што е изникнато од злото семе на Venom, така што многу ми се допаѓаат и бендови како Bewitched, Urn, Celtic Frost, Apsu, јапонски дел Sabbath, Nocturnal Breed, така што имаат каде да се движат овие музичари во спрегата, односно во сплетот помеѓу треш и блек, па ако ги следат мудро нивните предходници и ги научат советите од Мегадет и од Креатор, мислам дека нема да имаат никаков проблем да бидат и останат креативни во иднината. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, именно во продолжение ќе слушнеме композиции од албумот Nevermore на македонскиот хип-хоп артист Martix, односно ќе слушнеме насловната тема, потоа ја слушаме Кашата прашлива, Кочани граду мој, Куферот и Црни мукри. Потоа се враќам утре да ви говорам за албумот Nevermore на Martix. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 492-то издание на емисијата Дансе Макабре, именувано како Раритет број 10, односно специализирано издание на емисијата посветено на домашната музичка сцена. Именно имавме можност да преслушаме неколку композиции кои што се наоѓаат на студискиот албум Nevermore на хип-хоп артистот Martix, односно Мартин Милев за прв пат го спомнав кога го рецензирав одличното EP издание на Стих Наумов, а овој пат го добивме неговиот соло албум во рамките на Раритет, кој го објави на 13 октомври оваа година. Се надевам дека нема да заборавам да напоменам некои од соработниците на албумот, најчесто тоа и се случува кај хип-хоп артистите заради тоа што ги има многу, а Мартин соработува со Трајче Цветковски, се извинувам, Дејан Јефремов и Сашко Давчевски, односно тоа се тонските сниматели, постоа Јан Зу кој што работи аудио миксот, Стефан Меновски Менка, Васко Велков, Борис Герасимов, Емил Милев и Ангел Арсов се должени за програмирање, односно Драган Тодоровски, односно DJ Драги Дракс и задолжен за скречерите и Бумер гоствува како вокал. Мартин доаѓа од бумбап школата, но не е исклучен и од модерните текови на хип-хоп сцената, што знае убаво да зачини секоја композиција која што започнал да ја кова, затоа што секојаш ја опремени со социокритички рими и со една визура која може да погледне под лицемерието на човештвото и пред се да фрли поглед и во човечките падови и подојми, односно во најмрачните домени на едната психа и тоа што се крие зад дволичноста, па затоа референцата на По во самиот наслов, односно композицијата, односно на неговата поема, односно Гавранот е крајно соодветна за прикажување на мракобесието во кое што живееме. Дијагнозата на општеството е евидентна, а ова е, ако не се лажам, вториот колега на Општа и компаративна, кој е подлегнат на рецензија во Раритет по Никола, односно сам, така што ковачите на словото никнуваат од малата ни катедра, иако Мартин создава музика уште од 2011 година, предходно има соработки со Елборачо од Титаниум, односно уникатниот бенд кој што беше освежување на сцената, посебно во настапите во живо, со него ја работи на Храни и кучињата, а потоа соработува и со Роки, со Дарко, со Љубица, односно ја имаме и прекрасната Изморен која што е работена врз битовите токму на сам. Но обвивката која што е разработена од Нора Дамјанова, односно нејзин цртеж и дизајнот на мотото е на Пучо Михајлов,
кај што се буквализира асоциацијата на Гавранот на Пол со едно джиновско срце во неговата средишност, алудирајќи на љубовта која што се крие во црнината, која што сме ја заборавиле, односно сме ја одљубиле. Првата композиција е насловната Nevermore, кај што имаме црковно хорско пење, каде влегува бомба битот и стихот заедно со виолина како семпл. И албумот го отвора "Сакаме луксус, бараме кич", односно тоа е стихот кој што го започнува албумот и тој боли колку е синонимен со нашата реалност, отсликува социокритика и поетични референции кои ги амалгамира во стихот. Мартикс се сеќаваме јавно, односно се сакаме јавно од страв на народен линч. Символот на злокомниот Гавран, односно е вметнат во оваа композиција, и уште една литературна референца е "Биди ми Беатриче", нема да сгреши како Орфеј, значи ги нафрлува овие митолошки концепти кои што сме запознаени низ минатото во книжевноста, желати на љубов затоа што срцата се само мускули кои пумпаат крв, дефинира тој, односно се говори за одљубувањето, со луѓето колку имаат заборавено да се сакаат, па љубовта станува вампир, односно убиец, заради тоа што живееме во свет каде џабе се води љубов без љубов, како што потенцира авторот. Втората е "Каша прашлива", забележуваме семпл на пијано и на доста сафовска композиција со спор ритам, кај што се потенцира развојот на детето во стиховен ковач, односно туѓото детство низ туѓо детство сркајќи ја кашата на реалноста се потенцира во оваа композиција. Јади па повраќај за тие на дното, а тие за врвот стрвно јадат кавиер. Значи тука е дистинкцијата на имотните, односно на финансиската двојба која што се иницира во различни стадиуми на другите композиции, заведен од Сирена со "Медна бедра", во еден стих има, но сака и стихови на Бодлер, како што уште една книжевна референца завршува во оваа поема. Пред се завршува и со фристайл и едно српско аутро кое што за жал нема да можам да ви помогнам од каде е извадено, извинете. "Врвот неценет" е третата композиција, со приспевен милозвучен сайзер и акустика и бит, против "Блудници", неонски, ги потенцира во оваа композиција авторот, дека е насочена, односно блукање на врвот елитистички, тука веќе се забележува таа финансиска поделба на сталежите и нееднаквост која што функционира во светот, штом е ценет веќе текст, тука веќе се говори за со оглед на тоа што некаква драстичност во вреднување на квалитетите на испишан стих, односно губење на сите вредности во поглед на ценењето на квалитетот, со надеж дека од засадени зборови ќе никнат рози, глувци слават со оро, додека мачето е ќоро се потенцира во еден стих и глави за борба, не глави за клатење се потенцира во друг. Значи има напад и посочување на проблем, меѓутоа надежта никогаш не умира. Има еден коментар за трулоста на самопрогласените предводници, кои што можеби ќе ги изеде Хронос. Да се надеваме. Критика за елитата која што добила се на сребрен послужавник пред се оваа композиција. Четвртата композиција, "Кочани граду мој", е една многу полокална критика која што делува доста глобално. Извадок од документарец "Кочани" започнува интермедијално пред да се развие умерениот бит, љубовна поема за градот во кој е израснат авторот, кој не сака да го гледа во ова скапано руво од црно небо од птици. Епилог исто така извадок од статија дека ќе се разбуди градот во ќе се разбуди пред се градот во црнина. Започнува како шетање на вампирот целем слот на Стивен Кинг низ улиците на Кочани во еден колективен отпад на мртва младина. Кочани, град на црна хроника, се потенцира во ригор мортис, наместо АНАО да се третира како химна. Една многу убава фраза која што посочува пред се на неизбришливите социокритични текстови кои што АНАО ги има исто така насочено за духот да се расте во овој град со сите аномалии кои што се носи
се носат од страна на малограѓанштината. До сада го свила градот пред сена, таа маломност и малограѓанштина, полни кафиќи и казино, а кино за украс се потенцира во овај засек на реалноста во која што живеат сите мали градови во оваа држава. И самата рефлексија се прави уште една паралела со клубот Осогово, во која лига воопшто настапува и релевантноста на кое дереже се сведува пред спортот во овие градови. Значи, потенцирам дека ова да е насочено како една критика за градот во изгледот како што не сака да го погледне, меѓутоа апсолутно е апликативно и применливо за секој мал град во нашата држава, што е еден поглед на трулоста од која што буквално се разболени сите мали градови. Провинцијски гладно е петата композиција, бас почнува заедно со стих, со повремено пијано и фейд-аут на инструментал. Се потенцира во неа за внуци роботи на плоштад Гаврани. Иако е убав како сите градови, уште еднаш се провлекува таа девиза на провинцијата, односно на градовите од натрешноста и комплексите кои што се развиваат во нив, и се асоцира наредната композиција со тоа што се влечка куфер со надежда летне на југот, односно тага за југот, со граѓани во еден ментален кафе се прикажуваат, кои не ги разбудува кафето од сонот кој што го пијат во градот, со надежда дека ќе воскресне како Лазар од градот на белото злато. Се посочува Лазар, често пати се реферира и во контекст на кочани и во контекст на пробудувањето всушност на македонецот од приспивниот сон кој што дозволува да си го уништи сопствениот дом. Шестата композиција е куферот, начната од предходната, значи има проникнување во неколку композиции кои што се поврзани, односно се наклонуваат една на друго. Чалгија по која иде битот на ова дело, во серија на композиции за маките на малите градчиња и животи во нив, се раѓа и ова елегија за туѓињата. Дома си е дома, ама приказ на протекувачки дом, родители во бол, но потрага за бегство од истиот, за подобра иднина, да се за тоа што останува да се отплатува кредит додека некој е жив, ако го подигне тука, да не биде потребата да не биде партиски воин за да убие соседот, сака да спакува амбиции и желби во куфер и да ги извади на подобри краишта каде што може да никнат, додека родителите дома страдаат. Среќен за успехот надвор потенцира, но семејствата не постојат на вибере, на прекрасна констатација од страна на Мартин. Советувам да замине, вика, овој субјект со оглед на тоа што во една форма на PS, на продолжување на ова писмо, му го дава неговиот куфер. Една болна композиција која се роди од неспособноста да направиме подобар свет, затоа што сите си гледаме за себе, да се снајдеме да го заебеме системот, ама заебан систем не работи за никого всушност. Проклетијата на Виделина излегуваат во оваа композиција. Црни мугри е седмата на овој албум, семплувана со семплуван фолк со бит од джез постава, како што можевте да забележите, дувачки инструменти за рефрен, на крај со филмски семпл се роди се човек Роб Биди. Крвта ни ја пијат вампири во костум, со моторна пила до семејно стебло потенцира Мартин во неа, раздор во семејството уште еднаш се потенцира, што знае за љубов празниот стомак, уште еднаш ја посочува потребата за финансиска стабилност за да може да се функционира во една земја. Песна во потрага по белите мугри, со оглед на тоа што се живеат црните. Убиваш други за парче леп, ама се убиваш само себе си. Уште едно се надоврзува тоа на тој креп менталити кој што го имаме помеѓу себе, односно за вадење окото на најблискиот. И на секој кој што ќе има некаков успех во животот, наместо со радост да пречекаме ние со нож во грбот. Односно наместо соработка во нашите фирми, жртви на капитализмот, стануваме кој ќе се претвори во канибализам, како што потенцира, и не е штета што е празен фрижидерот, туку револверот на прекрасен стих со кој што се кулминира оваа творба. Осмата е тајната вечера, жичани инструменти започнуваат ова дело, надополнувајќи со пијано и спорт бит, и изволкан
извикан пред се рефрен, односно клетва, соврши оваа композиција малтене, свечена вечера за алчни благородници, проклет да им биде секој залак што не рекле фала од устите ненаситни. Во Силиконски Вавилон се потенцира, ни се гради оваа поетска слика, додека ја преслушуваме творбата и обесправени се обесуваат во позадина. Се фрлаат клетви за министри и политичари, за кои народ плаќа со крв. Критичарите заедно со сите артисти сме во нивното мени, така што во иста каша пливаме. Нема покорување на себељубиви политичари, само непокор против нив и симнување од секој можен пиедестал. Заради тоа што, напоменувам уште еднаш, тие се слуги избрани од страна на народот, потенцирам избрани слуги, а не херои. Хероите се борат за доброто на народот. Под шлемот на демонот, виолини со бит со пропратни истрели и воен марш како аутро пред стрелачки вод, се посочуваат машините за уништување, приказ за војна додека се убива разум, односно мозочен ремонт се прави за да бира зло, а не добро во војна. Во туѓите патики, 10-та композиција, комбинација во мјусентиши бите, но се посочува дека денот започнува со постпанк и утринско кафе, обување на туѓи патики за да се премине во туѓата куќа, да биде гостин во туѓ живот, односно магичното влегува за да влезе под туѓата кожа, значи надприродната феноменологија, лажна идила за нашминканата девојка со шуплина во себе се посочува, односно секогаш патот во туѓи чевли многу потежок отколку да се изоди во сопствените, заради тоа што не знаеме со каков товар се соочуваат другите. Различни неба, 11-та композиција со Драги Дракс, односно започнува со дожд и пијано, спор свинг, со засечи, скреч и труба. Во епилогот забележуваме и свингче, баладата условно кажано на албумот, проекциите на умот како джебно кино и стих кој ќе обои небо над Манчестер, се референции кои што се наведуваат во оваа творба со цел да нацрта сонце врз сивила. Муглите на Рацин со стих кршат Синџир и повикана е последната песна со самиот стих, уште едно поврзување, заради тоа што сите проектираме различни неба над нас. Овој дожд се ќе измие, 12-та композиција, се измие ветришта, пијано и битче. Се чека порој на дожд да не измие, да почнеме одново, да се создада среќни и сити луѓе со платени кредити, наместо неверамор љубов да потече низ нив, потенцира Мартин во контекст на воведот, го повикува да се исправи Лазар уште еднаш, опева дека откако Харон ќе го одведе во подземниот свет, ќе се мутира во дожд, да допре до саканата преку капките, за поетично завршувајќи со самиот дожд, врзувајќи ги последните композиции една до друга 41 минута, легитимно време трајање за едно LP. Мартин го напаѓа елитизмот, потенцира пред се со прст проблемите на малограѓанштината, со надеж дека ќе дојдат подобри времиња, кај што ќе останеме доследни на вредностите во кои што веруваме, не само за себе, туку и за другите, за да изградиме подобар свет за околината во кој што ќе може сите да живееме во него. Убаво ќе беше да имаше разработка на инструментали и кршење на истите и поигрување со нив, затоа што прекрасно е флоуто, но на Мартикс му е удобна оваа формула, а мене секогаш ме иритира кога на уметникот ќе му биде удобно во таа формула која што самиот ќе се создае, затоа што мрзата тогаш победува и се создава ехо на веќе слушнати творби, па затоа сакам да слушнам поголемо влијание врз инструменталот, да не делува бајато, затоа што тоа беа неличенителите кои што го неспособија бумбапот до светски рамки да подклекне и да се појави килавиот трап, например. Никтофилија и Расти Кол, например, би биле интересни да соработат као Мартикс, да ги забележам, би било можеби погодок, не знам, ама во секој случај хип-хоп артистите овозможуваат шареноликост во соработките со што се збогатува делото и секако оваа теорија Мартикс треба да ја докаже и во живо, односно да го промовира делото пред публика, со надеж дека ќе може да уживаме во овие негови зборовни истрели на собствена кожа. Чекаме и стих Наумов да зададат нов удар, заради тоа што ми фалат на сцената со нов материјал.
така што тука ќе правиме на кратка музичка пауза, именно за крај ќе преслушаме последниот албум кој што е селектиран во ова издание на Раритет, односно EP изданието на Waltz in Wires, конкретно станува збор за делото Златни мугри, од црните преминуваме на Златните мугри и ќе го преполовиме ова издание со тоа што на почетокот ги слушаме Ти не си сам и Игра со сенки и потоа се враќам во етер да ви проговорам за новото издание на Waltz in Wires. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансе Макабре, 492 издание, посветено на домашните албумски остварувања, именно на како Раритет број 10. Слушаме две композиции од албумот Златни мугри на Waltz in Wires, односно тоа е 70-тото издание на Шарла, токму EP изданието е Златни мугри на проектот Waltz in Wires, кој се надоврзува на Reminiscence, односно албумот кој што беше издаден претходно за Шарла, но овој пат EP изданието е творено на македонски јазик. Станува збор за постпанк, new wave, synthwave и електропоп од препознатливи правци од 80-тите, измиксани во денешен контекст и од денешна продукција. Композицијата Еден ден како еден век беше сингл помеѓу изданијата, со кој се најави пред се реализирањето на македонски јазик на New Wave композициите, правец кој максимално го адаптира на нашиот јазик, родоначалникот на проектот Санел Ајруловски, додека Бранислав Настоски е продуцентот на ова издание, а бас свири Јане Тодоровски фанк од Пеперминт. Убивката на ова издание, на неја можеме да забележиме проток, односно течение на вода, што може да хипотетизираме дека е пресликување на Охридското езеро, со оглед на тоа што Санел твори од Охрид, може би грешам, но преносното значење се однесува на струењето, кое нели ги опфаќа и ги рефлектира сончевите зраци на искри сонцето и зајди сонцето, и сето тоа е рефлективно и на самото течение, и на спомените, и на музиката која што ја создава. Прашањата кои ги постави во рецензијата на Reminiscence беа како ќе еволуира звукот на Девид Гейхан од Македонија, кога ова би излегол пред се од сенката на Гейхан и би, едноставно Депеш Мод би пропеал на македонски јазик, а ова EP издание е доказан материјал дека се твори и на нашки, ако се знае и умее, а музичкото влијание на Кјури Депеш Мод е евидентно на музично радничке повеќе отколку на вокално, односно инструментално, што значи дека успева Санел да го донесе светскиот квалитет и да го надогради и реализира пред се со помош на домашен напев. Ја слушнавте Ти не си сам, кјуровски инструментал со едно милозвучно соло на самиот крај, во потрага по изгубениот рај, опишувајќи алги на немирна вода, повикувајќи да се нема страв со пружувањето на рака, односно посегнувањето со доверба, со пропратна репетитивност на овие извикани стихови во самата строфа Игра со сенки ја слушнавте, тоа е втората композиција која што враќа во 80-тите со овај аха, односно culture beat, фазон на компонирање кој преминува во една кјуровска провениенција, завршувајќи со нагласен бас, со денови и месеци ја чека саканата, бар глас да ја слушне, потенцира самиот напев. Кратко сме на земјата за да си играме со сенки, се посочува исто така во ова љубовно ехо на среде албумот. Златни мугри е третата композиција, една весела, екзалтирачка творба со синтвейв премин, разигрување на мелодијата забележуваме кон самиот крај. Внимателно ќе ја слушнете, се надевам, продолжение на емисијата, со будење на зрак и разобувување на ден кој што заспива, додека шепотот облаците, односно прашање каде исчезнаа старите насмевки од младоста, се потенцира тука летаргија на навирање на носталгичноста пред се на песната за сеќавањата кои што се разработуваат во обид да се евоцира минатото каде што се кријат овие благопријатни спомени, и секако на крај Еден ден како еден век ја комплетира, ја коментира пред се, ја комплетира делото и ја коментира во контекст на англискиот албум, и кога се најде на издание веќе си ги пројави сродните композиции за дружење,
започнува со бит кој иницира Дарко и Меланхолија со самата мелодија, со нагласен бас, едно пробудување наспроти лутањето по темни страни, со тоа што саканата сака да спие во мракот, миејќи душа со солзи. Прашањето е дали ќе си ја најде Орфе својата Евридика во маглата. Тоа прашање става без одговор при преслушувањето на навраќањето на Златните мугри, кои се опеваат во ова 16-минутно продолжено издание, кој може би е прекратко, но сепак е првиот смел чекор во една насока која ме радува што ја прифати пред се да изоди Санел, заради тоа што го прифати конкретно предизвикот да ги истражува можностите за изразување со помош на заврзламите на нашиот ни јазик. Со ова издание ги враќа Санел 80-тите години во полнек, неговата златна доба во која со помош на музиката вечно може да живее, меланхолијата и носталгијата по спомените ја изразува и низ македонски јазик, може би и многу подобро од англиските композиции, барем поавтентично според мене, но сакам да го видам како сите аспекти на синтвейв музичкиот поджанр ќе ги опфати и ќе го амалгамира во другите правци, може би ќе и модернизира, не знам, тоа остануваме на него, што и да направи, само не сакам да се повторува и колку гордо само звучи кога ќе се каже дека имаме домашен synthwave проект, само останатите радиостаници да не беа глуви и да знаеа што пропуштаат, со тоа што го занемаруваат емитувањето на ова одлично дело. Уште еднаш потенцирам на Деви Кахан од Македонија, односно на Waltz in Wires, конкретно нивното дело Златни мугри, а тука ќе го завршиме ова издание на Дансе Макабре, во кое што ви говорев за албумот Црнило на Вел, потоа за Temple of the Dark Light на Мизантроп, за Nevermore на Martix и за Златни мугри на крај на Waltz in Wires. Од Златни мугри ќе слушнеме насловната тема Еден ден како еден век за крајот на емисијата. Јас сум Златко Ѓелевски и го затварам 492 гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, слушајте и почитувајте домашна музика. Чао!